Дивидендата по една акција во две акционерски друштва од 2003 до 2009 година е зададена во следната табела. Представи ги дивидендите по акција со линиски диаграм. Од табелата се гледа годината, дивидендите по акција во соодветните акционерски друштва. Прво и второ акционерско друштво. Задачата ќе ја решиме во GeoGebra. Ги копираме податоците од Word документот и ги лепиме во табеларниот приказ на GeoGebra. За да се разликуваат дивидендите на првото и второто предпријатие, ќе ја промениме бојата. На првото предпријатие ги селектираме податоците, десен клик, карактеристики и бојата ја пременуваме во плава. Истото го правиме со дивидендата на второто предпријатие. Ги селектираме податоците, десен клик, карактеристики и ги означуваме со црвена боја. За да креираме линиски диаграм, потребно е да креираме листа од точки во која што првата координата ќе биде годината, а втората координата соодветно дивидендата. Ги креираме листата на точки од првото предпријатие, се забележува во алгебарскиот прозорец листа 1. Истото го правиме и со второто предпријатие. Ги селектираме годините и дивидендата на второто предпријатие, креираме листа од точки. Се добива листа 2. Наредниот чекор е да креираме линиски диаграм. Линиски диаграм 1 на првото предпријатие ќе биде искршена линија, листа 1. Еве го линискиот диаграм веќе добиен е во алгебарскиот прозорец. Можеме да ја промениме бојата во плава. Линискиот диаграм 2 го добиваме на истиот начин. Искршена линија, листа 2. Вториот линиски диаграм ќе го представиме во црвена боја. Линиските диаграми на површината за цртање се наоѓаат по X-оска од 2003 до 2008, а по Y од 300 до 650. Поради тоа, за да можеме да ги видиме, кликнуваме на површината на цртање и ќе направиме некои прилагодувања. Значи, максималната вредност што треба да ни се гледа е 2010, а минималната е 2000 по X-оска. По Y-оска максималната ќе биде 650, а додека минималната 300. Ги усвојуваме стандардите. Веќе на површината за цртање можеме да ги забележиме линеарните диаграми, и тоа линиски диаграм 2 и линиски диаграм 1. За да ни се гледаат имињата, ќе ја селектираме искршената линија и ја одбираме опцијата прикажиме. Истото го правиме и за линискиот диаграм 1. Ќе ги исклучиме табеларниот
и алгебарскиот приказ со цел да добиеме подобар преглед на линиските диаграми. Соските се далеку и ако сакаме да ги забележиме величините по x и по y оска попрегледно на цртеж, тогаш ќе го направиме следното. Десен клик и од површината на цртање кај x оска одбираме x оската да ја сечи y оската во 290, а y оската да ја сечи x оската во 1999. Ги усвојуваме стандардите, го поместуваме графикот, а со тоа имаме еден добар приказ на линарните диаграми на двете акционерски друштва.